Честитки од цела утринска, секако и од нас овде на лице место. Да, се точно кажа, освен да ги потсетиме само оние кои што можеби ќе го искористат овој ладен ден да повелат во 12 часот во Кочорацин, во домот на градишници, нели, на промоција на оваа книга, тој и јас. Веќе кажа Марча дека сме те запознале во студиото, нели, од другата страна како уметница која што слика, изложби има и така натаму, работи цело време, но еве сега првпат Гордана и во улога на автор на книга, и тоа ни помалку ни повеќе книга за твојот татко Живоин Винчич, кажа и Марко во најавата, познат археолог и македонски, но и југословенски во на друго време. Од каде инспирацијата или не требаш инспирација за човек како Живоин Винчич? Па прво да кажам здраво на сите гледачи и им завидувам што се можда дома во своите топли домови. Баш е ладно, онака смрзнувачка е надвор, но се надевам дека ќе дојдат. Уметноста е сепак инспирација и верувам дека на многу не им се станува, може или не им се излегува, но во 12 часот, како што спомна, во Домот на културата Кочорацин, од Макарши гимназијата Јосип Брос, значи во 12 денеска ќе започне промоцијата. Така ги поканувам сите уметнички души или воопшто луѓе кои што сакаат да истражуваат во уметноста. Инспирацијата за ова дојде баш во периодот кога се надвија тие некои темни облаци над целата земја. Не сакав да западнам во некоја депресија и почнав да пишувам, и татко ми имаше оставено текстови, лично, значи напишани или искуцани, он користел стара машина за куцање, така да ги ми фалеше некако неговата поддршка во тоа време. Ми недостасуваше, тој почина пред 3 години, 86 беше, и не сакаше нели да тажам по него или тоа, него тоа е природен тек. И така, во тој период некако се инспирирав и се случуваа многу чудни синхроницитети. Откако почнав, значи, да ги читам неговите оставени текстови, се сретнував со луѓе кои што он ги познавал, нови познанства, патував на места низ Македонија кај што он ископувал, ама се тоа беше во наводници случајно. Да. Така да поттикот и поривот главен е да се сподели сепак тие негови автентични зборови со јавноста. Да. Колку често бивте дел од тие истражувања негови? Па уште како дете ме носеше, да не кажам ме влечкаше. Во почетокот тоа можда малце ми беше мачно, наместо да се играм дома со куклите. Требаше да одам по некој терен и не знам така, а сето тоа уствари со тек на време ми стана популарно, дури сакав, секогаш имав приказни да кажам, памтат моите школски другари. Што им раскажувавте? Па имаше се и се што, значи влегував со татко ми дури во гробниците кои што беа полни со артефакти. Супер. Добро, она што мене ми е интересно како новинар, морам да ве прашам, е неговата лична приказна, нели, надвор од археологијата. Тоа е во вториот дел на оваа објава која што јас ја добив, нели, за да се подготвам за ова интервју. И мене ми е тоа многу интересно. Замислете, драги мои, тој бил дета или без родители, нели, израснал во дом и стигнал да стане доктор на науки. Ова како провокација за сите луѓе кои што веројатно не очекуваат дека нешто ќе станат во животот. И во име на тоа вие имате една хумана мисија во однос на оваа книга. Значи сите продадени книги, односно парите од продадените книги ќе одат токму во домот за деца без родители. Да, така е. Многу интересно и воопшто во тоа време он е роден 1930, значи пред Втората светска војна. Можат да замислат сите гледачи дека тоа не биле лесни времења. И во тоа време да останеш на улица не било баш лесно. Ама да не кажуваме сега детали, ја викам ќе си прочита секоја, ама голема инспирација е дека се што ќе науми човечкиот мозок ако истрае во тоа и има доверба дека може да го успее. Он не еден завршува 2 факултета, едниот е теолошки, значи со фокус на религиозното, да кажеме, теологија, а вториот е филозофски со одсекот археологија, значи на одсек археологија и станува, како што викаш, доктор. Да, доктор на науки, да. Во кој дом ќе одат? Тука, во тукашниот дом или тоа не? Тоа сега не би сакала јас да го кажам, ќе истражам малце. Јас, например, не се ограничувам на Скопје.
затоа што има и други градчиња каде што сум патувала во текот додека работев на книгата, каде што исто би можело ова да биде актуелно. Или некој во близина на Скопје, но сепак може и нема да биде баш во Скопје. Да. Значи ова е приказна и за тато и од Гордана за тато, така некако? Да, така некако може да се каже, да, оригинал. Добро. Јас само да ви посакам успех и да ни застанете овде. Ако има многу приказни за раскажување, тогаш зошто не? Ставете ги во втора книга. Да, дефинитивно. Ова пишувањето е малце мрдната работа. И уште еднаш ве покануваме заедно со Гордана во Кочорацин. Значи, Дом на градежници спроти Јосип Broz, сите во 12 часот на Тој и јас. Интересни приказни од Гордана Винчич.